Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе видите две интервјуа со дополнителната заменик министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска, со која ќе разговараме за проблемот со пасошите, за акцијата во Крушопек, како и за односот со министерот Наке Чулев. Вториот разговор ќе биде со генералниот секретар на движењето БЕСА, Аријанит Хоџа, кога ќе го прашаме дали е остварлива идејата за заеднички предизборен настап со СДСМ. Со издавањето на информациите однапред и соопштувањето дека станува збор за огромна акција од страна на министерот Чулев, се информирани и структури кои не треба да бидат информирани во тој момент дека во нашата земја се одвива акцијата. Имало камиони што носеле банани и во Босна? Апсолутно да, тие се дел од таа голема координирана акција меѓународна. И на крај не стигнале до дестинацијата на која што... На крај, акцијата е пробиена, не е постигнат посакуваниот ефект, односно она за кое што очекували италијанските власти дека ќе се случи. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев синоќа во телевизиски настап беше прашан дали ВМРО-ДПМН всушност преговара со БЕСА. Неговиот одговор беше можеби. Përgjigje nuk mund të ketë ndoshta ose jo, ose ka ose nuk ka negociata. Unë mund të them me përgjegjësinë më të plot se nuk ka negociata për koalicion parazgjedhor mes lëvizjes BESA dhe ВМРО-DPMN-s. A dali pregovarate со СДСМ? Jo, domethënë, as me LSDM nuk ka negociata. Останете на Алсат, интервјуата почнуваат по кратка пауза. Министерството за внатрешни работи е во центарот на вниманието на јавноста по стапувањето на должност на техничката влада. Министерот Наке Чулев и дополнителната заменик министерка Славјанка Петровска се во речиси секојдневни препирки за одлуки и кадровски решенија, а судирот стигна и до обвинителството. Прво со кривична пријава од Петровска за Чулев, а потоа и со пријава од Чулев за премиерот Спасовски. Освен по ова, ресорот внатрешни работи деновиве актуелен и поради случајот со недостигот на образци за пасоши, како и по акцијата за заплена на кокаин во Крушопек. На овие теми сакавме да разговараме со министерот Чулев, но и по втор пат тој не одговори на поканата за гостување во 360 степени. Затоа овие прашања вечерва ќе ги отвориме со дополнителната заменик министерка Славјанка Петровска, која пред да дојде на оваа позиција на предлог на СДСМ беше шефица на кабинетот на Оливер Спасовски, додека тој беше министер за внатрешни работи. Петровска, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Акцијата во Крушопек ми се чини најинтересна за јавноста, иако и проблемот со недостигот на пасоши не е помалку важен и интересен. Дали беше пробиена акцијата во Крушопек и кој ја проби? Синоќа вашиот партиски колега Бојан Маричич излезе со теза дека во трка со ексклузивни информации и со желба да ја подкрепи тезата дека се бори со криминалот, министерот Чулев ја пробил акцијата, практично ја довел во опасност, а станувало збор за меѓународна акција. Денеска пак во дел од проопозицијските портали читаме дека вие сте таа која што ја пробила акцијата и ја довела во опасност, ги довела во опасност животите на полицајците кои што учествувале во неа. Ке беше убаво ако ова прашање имавте прилика да ни го поставите истовремено и на двајцата, и на техничкиот министер и на мене како дополнителна, но веројатно дали е стравото камера или соочување со фактите избегнува ваква соочување, јас ќе одговорам. Јавноста многу добро може да оцени која доведе во опасност акцијата и некој да, точно, навистина акцијата беше доведена во опасност, не толку во Република Северна Македонија, колку во другите земји, каде што паралелно се одвиваше оваа акција. Станува збор за меѓународна акција за која што јас денеска прв пат зборувам јавно, откако таа е веќе завршена, што ми дава право да говорам и да ги изнесам оние детали за кои што јас сум запознаена и знам од официјални извори, односно официјални канали. Индиректно ако заклучувам, Чулев со тоа што напише пост на Facebook, тоа го направил среде акција. Апсолутно да. Јас не бев таа која што на Facebook објавив никаков коментар околу оваа акција. Техничкиот министер избрза со неговиот квази триумфален, би рекла, пост на Facebook да ја најави огромна акција. На крајот од денот, односно наредниот ден, таа акција се сведе на фотографии со банани и 1 килограм кокаин кој завршил како контролирана пратка во нашата земја.
Добро, но пред тој да го напише постот, во медиумите веќе имаше информации дека станува збор за дел од поголема меѓународна акција, дека се запленува кокаин првично од 1,3 тони, за потоа да се појават информации дека сепак станува збор од 1 килограм. Чулев не беше првиот кој што потврди дека има акција. Сакам да кажам, можеби беше првиот официјално што потврди, но не беше првиот кој што објави дека нешто се случува во Крушопек. Така е, и ние како министерство, раководството на министерството зазема став дека ќе информираме јавноста со кратко соопштение дека во моментот на територијата на државата се спроведуваат претреси и е во тек акција за која детали ќе дадеме дополнително. Не објавивме ништо повеќе. Тоа беше договорено како официјален став на министерството. Тоа што го читам како тези во овие текстови во кои што се тврди дека вие сте таа која што ги довела во прашање животите на полицајците во акцијата во Крушопек, е дека практично вие сте брифирале првично информација која што се појавила на социјалните мрежи, па потоа и во делот, како се вели, провладините медиуми, за тоа дека е во тек акција за заплена на 1,3 тони кокаин, за сето тоа потоа да спласне со многу помала количина. Целта очигледно ви била таква каква што ви била. Јас не брифирав никого и не соопштив повеќе детали од она што се договоривме како официјален став да биде на министерството. Во надписот кој што го почувате има еден интересен момент кој што јас ке го потенцирам, а тоа е дека во тоа време сум била видена во кругот на МВР. А каде со ако не началник, со Така. полициски началник близок на СДСМ. А каде ако не во кругот на МВР да бидам јас? Предпоставам дека во време кога се соопштува некоја ваква акција би требало пред да соопштам било што во јавноста добро да се информирам. И тоа беше целта на моето присуство во Министерството за внатрешни работи. Велите дека сепак била доведена во опасност акцијата, не толку на територијата на нашава земја, колку веројатно во други држави. Каде? Во Босна и Херцеговина и во Словенија, зашто паралелно се одвиваше и таму акцијата во тие две земји. А како, на каков начин била доведена во опасност? Со тоа што се соопшти пред време дека станува збор за меѓународна акција во Македонија, која што и дел сме и ние, и со тоа, со јавно соопштување на такви детали од акцијата, секако во време на брзо ширење на информациите, тие стигаат и до лицата кои не треба да ги имаат тие информации во тој момент. Правилото на спроведување на меѓународни акции и на нашата полиција не е ова, за наша среќа, прва меѓународна акција, а секако и нема да биде последна, иако Чулев нема да биде министер после 12 април, постојат правила на однесување и правила кои ги договараат полициите меѓу себе однапред, пред акцијата да започне и во моментот додека таа се спроведува. Правилото клучно е дека додека штабот кој управува со акцијата не даде дозвола да се соопштуваат детали не сме да соопшти никој. Каде беше штабот во овој случај, може да откриете? Главен и одговорен за спроведување на оваа акција е италијанскиот јавен обвинител и италијанската полиција. А дали можеме да добиеме повеќе детали за начинот на кој што е доведена во опасност акцијата во Босна и во Словенија? Со издавањето на информациите однапред и соопштувањето дека станува збор за огромна акција од страна на министерот Чулев, се информирани и структури кои не треба да бидат информирани во тој момент дека во нашата земја се одвива акцијата. Имало камиони што носеле банани и во Босна? Апсолутно да, тие се дел од таа голема координирана акција меѓународна. И на крај не стигнале до дестинацијата на која што? Бидејќи акцијата е пробиена, не е постигнат посакуваниот ефект, односно она за кое што очекувале италијанските власти дека ќе се случи. Добивте реакции? Апсолутно да, јас лично не, меѓутоа знам дека министерот Чулев доби предупредување дека ваквиот начин на комуницирање со јавност и издавање на информации е крајно несоодветен. Од штабот, од Италија, од јавниот обвинител на Од Италија? италијанските власти, да. Дека несоодветно се Затоа што ние однесува. претходно практично сите бевме замолени да не издаваме информации додека акцијата е во тек, затоа што тоа не е наша акција. Меѓутоа очигледно дека правилото во интерес на постигнување ситни политички поени беше прекршено свесно со намера да се здобие, да кажам, со популарност која што едноставно не му припаѓа. Македонската полиција учествуваше во акцијата? Според Македонската вашите полиција? дефиниции, како се дефинира тоа? Бидејќи, според тоа што вчера го соопшти министерот Чулев, вие сте биле дел од акцијата од 17 до 19, што би се рекло 3 дена,
а наводно станува збор за акција која што траела многу долго време. Така е, и со тоа самиот се подкупува и оние кои што го знаат полициското работење, особено сузбивањето на ваков опасен тип на криминал, знаат дека ваква истрага, меѓународна истрага, не може да трае само 3 дена. Да, македонската полиција по пат на меѓународна полициска соработка е информирана и е побарана логистичка поддршка на територијата на нашата земја, односно е замолена во моментот кога ќе бидеме известени дека камионите кои што се контролирани и пратката внатре е контролирана ќе навлезе на наша територија, дека тие треба да бидат следени до крајната дестинација. Доколку крајната дестинација е на истоварање на пратката е Република Северна Македонија, во тој случај нашата полиција во координација со нашиот јавен обвинител постапува, односно треба да ги приведе, односно уапси лицата кои учествувале во тој момент. Може би не е најважно, но се дознали каде кокаинот по пат се губи, каде е изваден, каде е кокаинот? Целата оваа акција е контролирана од страна на италијанското обвинителство и италијанската полиција и тие по нивни проценки прават истовар на оваа огромна количина на кокаин во Италија и од оние сознанија кои ги имаме ние дека дел бил наменет и за Словенија. 500 килограми требале да завршат и во Словенија. Колку требало во Македонија да завршат? Во Македонија само 1 килограм е пуштен во таа контролирана пратка. Да, и сега тука не би навлегувале затоа што тоа е оценка која италијанскиот обвинител во координација со нивната полиција ја донел, зошто целиот тој 1 тон кој бил пуштен првично не завршил во ниту една од овие земји. Значи Словенија, Босна и Македонија. Македонија и на камионите кои дошле во Македонија транзитираат и низ Црна Гора. Меѓутоа тоа е попатно само. И Албанија. И Албанија, така разбрав. да. Околу случајот со пасошите. Не достигаат образци за пасоши, како воопшто Министерството за внатрешни работи се доведе во ваква ситуација? Тоа е прашање за кое што сега може да се враќаме назад како се довело и тоа е многу легитимно и од аспект на работење на Министерството за внатрешни работи ова прашање мора да биде отворено внатре во Министерството. Очекувам одделот за внатрешна контрола министерот веќе да го има информирано, односно да побара да се поведе постапка за утврдување на одговорност. Има ли тука сепак одговорност и на повисоко ниво? Бидејќи објективна одговорност носат и шефовите во ресорот внатрешни работи. Работата очигледно не е нова, не е таза, не е од периодот кога Чулев е само министер, туку датира многу порано. Како воопшто сте се довеле во ситуација да имате лоши проценки, лоши информации, неточни информации практично? Информацијата околу состојбата со патните исправи, односно документите, образците и патните исправи и личните документи е одговорност на еден од одделите во Министерството. И тоа е секојдневна работа за која што апсолутно не треба, сега зборувам принципиелно, не треба да биде информирано постојано раководството на Министерството. Тоа е редовно работење. Пропустот настанува во еден од овие оддели кој што практично е задолжен за магацинското работење. Значи тие кои што треба редовно да известуваат за состојбата со патните образци. Тука настанува голем пропуст. Тој пропуст понатаму повлекува одговорност од сите чинители во моментот во Министерството, вклучително и јас чувствувам одговорност како дополнителна, иако по некои правила немам одговорност, но чувствувам одговорност затоа што една од обврските на Министерството да издава документи, патни исправи и лични документи за граѓаните не ја исполнува навремено. Ако главната одговорност ја лоцирате во лошо, неодговорно магацинско работење, санкционирање на некој веќе? Колку што јас знам, не. Дел од тие кои што се одговорни, беа во тој момент одговорни кога настанува проблемот, дури се и наградени од страна на министерот Чулев. Еден од одговорните во тој момент за магацинско работење е сега негов личен советник, а другиот е началник на организиран криминал унапреден. Јас искрено жалам што за ова прашање, сега кога веќе зборуваме за лична одговорност, двајцата бевме известени на почетокот на месец јануари од страна на одделите кои што се задолжени за издавање на лични документи и патни исправи за граѓаните. Од тогаш до сега, прв состанок во поширок состав, на кој што беше алармирано за ова прашање, беше дури во понеделникот. Палката е кај него, тој многу често милува да каже дека е министер
и дека тој управува со Министерството, но во овој случај, освен што ја префрла одговорноста на некој друг, јас не гледам проактивна улога од него. Но пак ќе кажам дека од политичка одговорност не можете да побегнете ни вие, ни поранешното раководство на Министерството за внатрешни работи, бидејќи сега државата и граѓаните се доведени во многу непријатна ситуација. Што мислите вие сега за ова адхок решение кое што го донесе Чулев со формирањето на комисијата која што решава за издавање пасоши во итна постапка за случаи на кои што им е неопходен пасош? Јас мојот став го искажав на првиот овој состанок заеднички што го имавме во понеделник и кажав дека тоа е некакво временно решение, но апсолутно не е исправно, затоа што со таа комисија која дискреционо одлучува, Министерството за внатрешни работи во овие околности свесно го крши законот. Правото на имање патна исправа и личен документ е право на секој граѓанин. Граѓанинот не е должен нам да ни објаснува од кои причини тоа го бара. Си има процедура за тоа. Дискреционото право, а не решавање на крупната слика, доведува до создавање на уште поголеми проблеми. Граѓаните се приморани да доставуваат дополнителни информации, односно дополнителни документација, да ја оправдаат својата законски загарантирано право дека треба да имаат патна исправа. Тоа што е решението според вас? Министерот вчера излезе со една изјава во која што рече дека апелира до владата што побрзо да донесе акт со кој што ќе овозможи продолжување на важењето на сите патни исправи во државава, не знам дали спомена рок, можеби 6 месеци, со внесување или удирање печат на последната страница на патната исправа. Тој како и во сите претходни околности избрзува и некогаш со недоволно информирање создава уште поголем хаос во јавноста, затоа што ова е едно од прашањата кои што точно беше дискутирано во понеделникот на проширениот состав на управачкиот комитет и ова е решение кое што го предложив јас. Тоа не е ново решение, туку јас само земав пример од земји кои во минатото се соочиле со сличен ваков проблем и на ваков начин го решиле проблемот од недостаток или проблем од било каков тип со патни образци, односно патни исправи и лични документи. Значи тоа е сепак решение што е на маса, се разгледува. Апсолутно да, меѓутоа во овој случај станува збор за потреба од измена на законско решение, а тоа не е само кај владата. И тука веќе имаме распуштен парламент, па така тоа малку ја комплицира ситуацијата и сега сме во фаза кога разгледуваме можности за реализација на ова предлог решение. Предлогот на Чулев е даден во информацијата до влада, која беше испратена минатата недела, и таму тој неговиот личен предлог го дава во формирањето впрочем на оваа комисија. А сакате да кажете не е негова оваа идеја, туку е ваша? Апсолутно не. Ова е само превземена идеја, ова не е оригинална идеја, превземена, практично искуство кое се случува во минатото, но на состанокот беше презентирано од моја страна. Но не се, најмалку битно е... На какво ниво се сега консултациите за ова решение? Најмалку битно е кој ја дал идејата, за тоа впрочем постојат и записници и сведоци, но најмалку битно е, мене ми е целта да не создаваме во реализацијата на оваа идеја, да не создаваме дополнителни пречки и проблеми, што е често за жал навика на министерот Чулев, туку да се обидеме можните пречки да ги совладаме и да го решиме најбрзо за граѓаните. На кое ниво се консултациите сега? За ова идеја, за ова решение, бидејќи ќе треба очигледно повторно да се свика парламентот. На различно ниво, значи се гледа дали е неопходно свикување на парламентот или можеме да изнајдеме решение на некој друг начин. Можно. Ги разгледуваме сите опции. И тоа го правиме навистина брзо и интензивно, затоа што ова е прашање кое е од голямо значење за граѓаните. Во практична смисла, што би значило тоа кога велите дека би се внесувал пасош на последната страница во патните исправи? Да, предлогот е таков. Каде ќе се добива тој пасош? На излез од земјата или ќе треба да се оди во МВР? Пасошите ги имаат граѓаните кај себе, тоа се нивните пасоши, дел од нив ги имаат веќе вратено во Министерството согласно процедурата оние кои што имаат аплицирано. 17 или 18.000 се споменуваат? Бројката е 17.000 поднесени барања за патни исправи. Така што затоа беше мојата реакција дека со ваква комисија проблемот од 17.000 барања наспроти од прилика 3.500 образци со кои располагаме не го решава проблемот. Затоа што сите тие граѓани од X причини
нивни оправдани поднеле барање за дали нова патна исправа или продолжување на патната исправа. Добро, тоа се 17 барања кои што се веќе во процедура, тие би добиле печат во својот Така е, пасош и да, со тоа би да. им било продолжено време траењето. Така Да е, речем, ајде да бидеме попрактични. Ако мене ми истекува пасошот на 15 март да предпоставиме, а се уште не сум поднел барање за нов пасош, како јас можам да го решам мојот проблем? Ако се усвои ова решение? со тоа што ќе се обратите до управните служби на Министерството за внатрешни работи, секако ако биде ова усвоено, и таму ќе биде втиснат печатот во пасошот. Значи не на граница, сепак ќе треба да се оди да. во управните служби на Министерството за внатрешни работи. Дали се консултирате веќе со парламентот? Консултации се прават на најразлично ниво. Околу комуникацијата со Чулев, вие и во ова интервју разбирливо повеќе пати фрлате политички стрели кон министерот. Како би ја дефинирале вашата комуникација со Чулев? И сега не ве прашувам повеќе дали сте лично вие добри со Чулев, некако ми личи дека не сте, но дали професионално комуницирате за граѓаните да бидат сигурни дека во овој чувствителен период Министерството за внатрешни работи, полициските сили навистина функционираат на начин на кој што треба да функционираат за, народски кажано, мирно да може да спијат граѓаните. Така, комуникацијата е, комуницираме кога е неопходно, комуницираме кога се работи за прашање од интерес на граѓаните, како што рековте, значи комуницираме службено, меѓутоа мислам дека она што е побитно е што произлегува таа наша комуникација. Дали се тоа само чести или ретки, небитно, одржани состаноци, средби или од тоа нешто произлегува конструктивно. Знам зошто јавноста е збунета или можеби и дел од јавноста загрижена заради начинот на кој што изминатиот период се комуницираше преку тие телеграми и преку создавањето на конфузија кај вработените околу тоа како да постапуваат. Од една страна најголем проблем направија решенијата кои што беа издавани противзаконски, а кои согласно закон владата ги поништи, па потоа министерот побрза Чулев да ги реиздаде истите решенија, владата ги поништи и тука веќе кај вработените се создаде една атмосфера на... Сега ме интересира навистина зошто владата му ги поништува тие решенија за кадровски промени на министерот Чулев, бидејќи во законот за влада, во делот за преодна влада за организација на избори, јасно е наведено дека министерот за внатрешни работи, кој што ќе дојде на предлог на опозицијата, во случајот господинот Чулев, има право на 15 промени на раководни позиции во рамките на министерството и уште на хоризонтални промени до 10%. Ако го има тоа право, тогаш зошто му ги поништувате решенијата? Тој има право да прераспределува луѓе во министерството. Апсолутно во решенијата кои што се поништени од страна на владата не се опфатени решенија кои што се издадени во законска процедура. Поништени се оние решенија при чие издавање не се почитувани ниту законот за влада, ниту законот за внатрешни работи, а ниту подзаконските акти кои произлегуваат. На што конкретно мислите? Практично, значи во рамките на тие 10% хоризонтални распоредувања, во законот за влада е убаво објаснато дека министерот има право на 15 раководни позиции, назначување на кои дополнителниот заменик има право на назначување дополнителен заменик раководител. И има право на 10% од вкупниот број на распоредувања кои се во 2013 и 2014 година направени, да направи хоризонтални поместувања. Со самото разграничување во еден став 15 раководни, во вториот 10% хоризонтални, укажува на тоа дека во 10% хоризонтални не се опфаќаат и раководни позиции. А Чулев го прави тоа? Да, Чулев го прави тоа и тоа го прави спротивно на законот за влада, меѓутоа и спротивно на законот за внатрешни работи и законот за влада, носи решенија со кои што или се унапредуваат или се деградираат службеници во нетранспарентна поставка. Ама во еден од примерите мислам дека стануваше збор за началник на сектор за внатрешни работи на Тетово.
Тој пополни 14 од овие дозволени 15 раководни позиции, му остана едно слободно, така што началничкото место во СВР Тетово беше 15-тото, но владата му го поништи и тоа. Зошто? Затоа што тоа е издадено по распишувањето на изборите. Тука е прекршен изборниот законник. Важи тоа за Чулев. Па законите важат за сите нас. Тамам работа ако се повикуваме само на еден закон. Законот за влада регулира еден тип на право, меѓутоа изборниот законник, особено во време Лошо кога беше прашањето, спроведуваме не дали важи за Чулев, дали важи за овој тип на разместување во во Министерството. изборниот законник нема дефинирано дали важи или не важи. Ако има спор, тој треба да побара консултации или со Државната изборна комисија или со некој друг орган. Ако му е нејасно, јас тврдам дека по распишување на изборите го читам изборниот законник и го читам законот за спречување на корупција, во кој што се вели дека не се дозволени нови именувања и назначувања. Се спроведуваат ли одлуките на владата за поништување на тие решенија? Каква е фактичката состојба сега во Министерството за внатрешни работи? Како се однесуваат вработените? Предпоставам и ним не им е лесно. Еден ден добиваат вакво решение, друг ден слушаат владата ги поништила решенијата. Така е, јас побарав, затоа што, знаете како, ако Министерство за внатрешни работи сме дел од структурите кои во државата треба да воспостават ред и мир и кои санкционираат за сторени прекршоци, без оглед дали се помали прекршоци или се кривични дела, мислам дека редот треба да го направиме прво внатре во Министерството. Јас изминатиот период навистина запознав колеги кои професионално, честно и одговорно и со интегритет се извршуваат својата задача. И токму затоа, бидејќи ваквото однесување на Чулев со реиздавање на решенијата создаде конфузија, јас побарав легитимно од одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди да ја утврди состојбата на терен, што би се рекло. Во која смисла да ја Во смисла дали одлуката на влада се спроведува или дали има некаде проблем во комуникацијата и спроведувањето на овие решенија. И? Во поголемиот дел од организацијските облици кои беа засегнати со ваквите решенија, бев информирана, впрочем, во кои има и замени на началници нови и дополнителни, дека одлуката на влада се спроведува. Што искрено ме радува, тоа значи дека колегите не навлегуваат во тоа кој е во право, туку спроведуваат акт кој е во соважечка сила. Има позиции на кои што има двојства? Има позиции и за тоа Македонскиот полициски синдикат се вклучи во расветлување, да кажам, или разрешување на овој проблем. За жал, една од спорните моменти или заради што се загрижени е состојбата во една од специјалните единици, а тоа е во единицата за брзо распоредување. Што се случува таму? Поприлично беше напната и тензична, би рекла, ситуацијата, што доведе до ситуација да во момент има двојна контрола, што е апсолутно недозволиво. И Македонскиот полициски синдикат, ценејќи, затоа што станува збор за наши вработени, ценејќи дека тоа може да ескалира, замоли за состанок со раководството на Министерството за внатрешни работи. Јас апсолутно одговорив од мој аспект на таа покана, разговаравме, ги искажав моите позиции и дадов предлог да седнеме сите заедно на маса и да го надминеме заедно овој проблем. Во тек се разговорите за ова прашање и искрено, бидејќи станува збор за веќе безбедносно прашање, се надевам дека ќе ги трнеме на страна политичките притисоци и партиските агенди и дека ќе одлучиме онака како што е во интерес на вработените. Немаме уште многу време, ме интересира што се случи со намерата на Чулев да го преземе Синиша Алексовски, поранешниот советник за национална безбедност на председателот Ѓорги Иванов од Агенцијата за разузнавање во неговиот кабинет во МВР? Така, до мене стигна барање да дадам моја согласност. Јас не дадов согласност за Затоа мислам дека јавноста е информирана, дали има некаков напредок поврзан со ова прашање? До овој момент се уште нема такво лице вработено или на било каков начин ангажирано во Министерството. Точно е дека денеска немате хигиеничарки во МВР? И тука има проблем. Доцна вчера вечер министерот Чулев дал согласност да се отпочне процедурата за склучување на нова набавка, инаку актуелната набавка, да кажам, веќе е истечена. А имате денеска хигиеничарки? Треба да видиме тоа. Мислам дека малку е спорно. Добро, толку е времето. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Се надам дека на дел од прашањата дадовме некаква дополнителна светлина и на граѓаните им е малку појасно што се случува. Благодарам. Благодарам. Продолжуваме ние понатаму.
Можно ли е прв пат во историјата на партискиот плурализам во земјава да сведочиме на заеднички изборен настап на една партија за која гласаат доминантно македонци и партија или партии за кои гласаат доминантно албанци? Откако движењето БЕСА не успеа да се договори за предизборна коалиција со Алијанса за албанците и Алтернатива, сега се зборува за можен заеднички настап на БЕСА со СДСМ на изборите на 12 април. Какви се изгледите за такво нешто е темата за разговор со генералниот секретар на движењето БЕСА Арјанит Хоџа. Хоџа, добро вечер и добре дојдовте. Мирно Рома, фалимдерит професор. Пред да ве прашам за ова прашање кое што ќе биде главна тема вечерва, ме интересира дали дефинитивно е затворено тоа поглавје за можна предизборна коалиција со Алијанса за албанците и Алтернатива. Kështu do më thënë ashtu si është i informuar opinioni publik se këtë kapitull nuk e ka mbyllur Lëvizja Besa, po e mbyllën partitë të cilat ju i përmendët. Është deklarata e kryetarit Aleancës për Shqiptarët i cili tha se kthim mbrapa nuk ka nga ajo që ata e kanë pozicionuar si pjesë të koalicionit të tyre. Kështu që edhe një herë ritheksoj se nuk është çështja se Lëvizja Besa ka reteruar apo ka mbyllur ndonjë kapitull rreth kësaj, po ashtu si është informuar opinioni publik. Но не е тоа можеби толку важно, важно е дали воопшто се уште е отворена можноста да се договарате со Алијанса и Алтернатива. Përderisa nuk ka patur asnjë farë lloj komunikimi dhe asnjë farë lloj negociimi, besoj që kjo është çështje e cila është rrumbullaksuar mes tyre dhe ata ashtu si është e paralajmëruar që sot edhe e formalizojnë koalicionin e tyre parazgjedhor. Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев синоќа во телевизиски настап, откако рече дека неговата партија преговара со една партија на албанците, беше прашан дали ВМРО ДПМН всушност преговара со БЕСА, неговиот одговор беше можеби. Дали БЕСА преговара со ВМРО ДПМН? Përgjigje nuk mund të ketë ndoshta ose jo, ose ka ose nuk ka negociata. Unë mund të them me përgjegjësinë më të plotë se nuk ka negociata për koalicion parazgjedhor mes Lëvizjes Besa dhe ВМРО DPMN-s dhe mendoj që në këtë fazë me atë retorikë që ka shprehur ВМРО DPMN është edhe jo serioze një qasje e tillë apo një publikimi, një lajmi apo spini që do të thotë se Lëvizja Besa mund të ketë. Unë këtu e them publikisht se as nuk ka patur negociata dhe as nuk ka negociata me. Несериозна, на што мислите во кој дел несериозна дека е ВМРО ДПМН? Со тоа што го тврди тоа или со пристапот и политиките? Qasja dhe lënia hapësirë për të menduar se mund të ketë një farë koalicioni të tillë është jo serioze. Nuk thash se partia ose personi që e tha nuk është serioz. Mendoj se nuk janë kushtet që ВМРО DPMN të ketë një qasje të tillë, pasi që ju e dini ne publikisht ja kemi dhënë mundësinë, u jemi takuar në publik, kemi dhënë mundësi që të ndrojnë qasjen ndaj shqiptarëve, për fat të keq u vërtetua që në ditët kur parlamenti duhet të veç shpërbëhej, ata ngritën edhe iniciativë për të hequr nga rendi ditës çështjen e marrëveshjes që ne kishim me qeverinë rreth grafës etnike për letërnjoftime, respektivisht ligjit letërnjoftimeve që ishte në процедурë parlamentare. Се сеќаваме на една слика од заеднички работен ручек на вашиот лидер со Мицкоски, на кое што сте мислам дека и вие присутен, но велите се заврши на тоа. Shif, ne jemi parti serioze dhe normalisht që kemi komunikim me gjitha partitë. Me ligj është e përcaktuar që ne do duhet të kemi komunikim edhe me ВМРО DPMN rreth ndarjes të komisionerëve në vend votime, pasi ashtu e parashek ligji që opozita, dy partitë në opozit duhet të ndajnë. Ne duhet kemi negocim me ВМРО DPMN edhe për çështjen e ndarjes të minutazhit në media, pasi që ligji e specifikon këtë. Dhe ne nuk jemi parti e cila kemi vendosur pozicione që mos komunikojmë. Po çështja e komunikimit me çështjen e koalicionimit janë dy gjëra të cilat janë të larg njëra tjetrës. Prandaj mendoj se komunikimi nuk është asgjë që s'mund të vazhdojë në të ardhmen, ashtu si kemi komunikime edhe me partitë e tjera, kanë qenë ligje të veçanta në kuvend, jashtë kuvendit, cilat janë diskutuar të debatuar. Велите одговорно тврдите дека немате преговори со ВМРО ДПМН, а дали преговарате со СДСМ? Jo, do më thënë, as me LSDM nuk ka negociata. Од каде тогаш овие да кажам, како да ги наречем, гласини, дека сепак е можна
предизборна соработка меѓу СДСМ и БЕС? Domethënë është një qasje në publik që zakonisht provohet opinioni se si do perceptohet një koalicion ose jo. Me siguri që këto informacione apo mos i quajnë në nivel të shpekulimeve nuk kanë dalë nga lëvizja BESA. Besoj që duhet edhe nga LSDM të përgjigjen rreth kësaj. Me siguri është lëna një hapësira se kryetari jonë në një debat kur ka qenë i pyetur se a ka gatishmëri për një koalicionim të mundshëm, ashtu si e thash në fillim të emisionit, po e përsëris, ne jemi një parti serioze dhe partit të cilat kanë orientimin e tyre pro-evropian, pro-perëndimor, është e natyrshme që ne të shohim nëse kanë ose jo. Po deri në këtë fazë, deri në këtë moment, nuk ka asnjë ofertë zyrtare, as edhe ndonjë komunikim rreth ndonjë koalicionimi. Мога ставате простор дека тоа може и да се случи. Po, organet e partisë vendosin për këto çështje, pasi që edhe nëse ndodh diçka e tillë, besoj që është diçka historike që ndodh për herë të parë dhe unë nuk mund të jap një pozicionim tash në këtë fazë. Ka mendime brenda partisë, me siguri dhe unë si sekretar general I kam dhënë mendimet e mia edhe në të kaluarën, mirë po gjithsesi, nëse ka ndonjë ofertë, ajo do shqyrtohet para organeve të partisë dhe konform asaj do jepet edhe përgjigje. Ме интересира, зрело е обществото за таков тип на предизборна коалиция? Што мислите? Дали би имале навистина ќар или може би повеќе зијан од таков настап заедно? Është çështje e analizave të cilat duhet dhe ne I kemi bërë edhe në të kaluarën. Nëse themi se është tabu, nuk është më tabu, shkaku se 2016 pa asnjë parti shqiptare LSDM arriti që të merr një numër të konsiderueshëm të votave shqiptare. Mirë po, duhet jemi po ashtu të vetëdijshëm se po kjo LSDM nuk arriti që të ai votues shqiptar ta shpërblen votën e tyre në një farforme dhe një koalicionim parazgjedhor nuk do ishte diçka e çuditshme apo diçka që do merreshte në aspekte negative, po unë them që do ishte historike sepse ndodh për herë të parë, ashtu siç ishte historike në 2016 që ka ndodhur për herë të parë që një numër aq I madh I konsiderueshëm I votave shqiptare shkuan në kontën e LSDM-s, diçka që ka ndodhur 2009 me një kandidat presidencial që votat konsiderueshme të qytetarëve Мaqedonas shkuan në kontën e kandidatit shqiptar. Вашиот став за владењето на СДСМ, еве дујќи ја тргнам на страна, не бил многу позитивен, бил критички. Сега некако со начинот на кој што ги одговарате моите прашања оставате простор дека може да се случи предизборна коалиција СДСМ БЕСА. Не ви пречи тоа што претходно негативно и критички сте го рецензирале владењето на СДСМ сега за предизборен заеднички настап на следните избори? Jo, absolutisht. Për një arsye të vetme se ne kur kemi kritikuar LSDM-n, kemi kritikuar qeverisjen. Tash është e njëjta sikur të themi që në qeverisjet deri 2016-s faji vetëm ka qenë I VMRO-DPMN-s dhe jo I BDI-s që ka qenë bashkëudhëtare në gjithë atë proces. Dhe tash kur e kritikojmë qeverinë, nuk mund të kritikojmë vetëm një parti, po e kritikojmë komplet qeverinë për politikat e saj të gabuara. Tek e fundit, roli I opozitës, të cilin ne e kemi luajtur, mendoj dhe ashtu e shohim edhe nga perceptimi I qytetarëve, ka qenë jashtëzakonisht pozitiv, pasi që kemi ngritur çështje të nivelit shumë të lartë për sa I përket dështimeve të qeverisë. Prandaj çdo dështim I cili ka ndodhur, ashtu si e kemi adresuar në qeverinë e regjimit VMRO-BDI, edhe tash në ato dështime që kanë ndodhur mes LSDM-s e BDI-s, duhet të thuhet drejt se kjo ka qenë qeverisja me po ashtu edhe disa parti shqiptare. Aty ku ka qenë pozitive, ne kemi marrë pjesë aktive, siç ka qenë antarësimi në NATO, ligjet reformuese, ndryshimet kushtetuese dhe normalisht që ato që I kemi bërë bashkë nuk mund të thotë që vetëm LSDM dhe BDI është meritore për këtë që sot Maqedonia është në prag të hyrjes në NATO, këtë e kemi bërë bashkarisht. Mirë po ato që u premtuan për jetën e qytetarëve, për përmirësimin e gjendjes të tyre, për zhvillimin ekonomik, domethënë janë larg pritshmërive që kanë qenë qytetarëve dhe larg premtimeve që I kanë. Колку сте единствени во раководството на партијата за ова прашање? Еве се појави информации дека пратеникот Фадил Зендели не би поддржал заеднички настап со СДСМ на изборите.
Në organet e partisë as që është biseduar rreth kësaj teme, shkaku që atë që e thash në fillim nuk ka një ofertë oficiale zyrtare për të qasur një koalicion e tillë. Nëse e shihni ju gjithë kohës edhe gjatë negociatave që ne kemi zhvilluar me Aleancën për Shqiptarët, gjatë gjithë momenteve që ne kemi patur negociata është frytzuar si një presion se dikush nga lëvizja Besa vendon veto apo do largohet. Unë mendoj se u vërtetua se të gjithë jemi një zëri. Është e vërtet se në partinë kemi mendime të ndryshme dhe kjo është ajo që e bën të pasur lëvizjen Besa në aspektin e qasjes politike që ka serioze në drejtim të krijimit të politikave. Dhe kur do vjen kjo çështje në organet e partisë, çdo kush, përfshirë edhe mua, kemi mendimin personal që duhet ta shprehim, mirë po ka një parim të cilin ne kemi vendosur si parti politike dhe mendoj që nuk e kanë partitë e tjera. Në parti nuk vendosin individët, nuk vendos as Arianiti si sekretar gjeneral apo ndonjë tjetër. Në parti vendos shumica e antarëve të kuvendit qendror, respektivisht kryesisht qendror. Zendeli ke treba da se podradi pod muzинскиот staf në partijet. Unë nuk kam patur do një dyshim në asnjë moment se ka do një qasje tjetër deputeti jonë Fadil Zendeli, pasi që ne gjithë procesin politik në kohët më të vështira të lëvizjes Besa e kemi hecur bashkarisht dhe unë mendoj se këto janë vetëm spekulime dhe dezinformata që dalin nga qarqet të cilat duan të dëmtojnë lëvizjen Besa, mirë po vetë deputeti Zendeli, domethënë, është çdo ditë në terren, përfshirë kur jemi ndarë në grupe brenda shtabit qendror për të vizituar vendbanime dhe unë mund të tregoj, mund të shihen ato në publikimet se ai është prezent bashkarisht me gjithë ne dhe mendoj dhe vlerësoj se deputeti dhe nënkryetari Fadil Zendeli është një figurë mjaft e rëndësishme për lëvizjen Besa, i cili jo edhe pak ka influencën e tij shkaku i përgatitjes të tij profesionale dhe rreth kësaj mendoj se gjithçka jashtë është spekulative dhe tendencioze nga partitë e tjera politike. Odnosите со СДСМ сакам да ги погледнем и низ една друга призма. Вие првично рековте дека нема да го гласате законот за јавно обвинителство, затоа што имавте забелешки на тој фамозен член 110, затоа што сметавте дека амнестира дел од поранешните функционери, но потоа направивте политички договори, на крајот гласавте, условот ви беше поддршка на измени на законот за лична карта, во кој што ќе се предвиди внесување на графа за етничката припадност на граѓаните на Република Северна Македонија, но тој закон не помина во собранието. Kështu do me thonë, para ju e dini se në momentet kur propozoi ligji për prokurorin publike, kishte disa paqartësi dhe disa verzione të cilat nuk ishin të qartësuar nga ana e qeverisë. Dhe ju e dini se në kuvend kanë shkuar dy verzione, edhe u bë pak problematike. Verzioni të cilit ju prezantua në ditën e parë deputetëve tonë ka qenë larg nga versionit të cilët e kanë dakorduar në grupet e punës që kanë qenë brenda në kuvend. Dhe kur ky ndryshim u qartësua, atëherë deputetët tonë e dhanë mbështetjen, normalisht, duke në një farë... Да бидеме фер, тоа не беше за член 110. Измените беа поврзани со употреба на јазикот, со бадентер во изборот на пратеници во обвинителството за организиран криминал. Pavarësisht, do me thënë, ka patur ndryshim në verzionet të cilat janë dërguar në kuvend dhe kjo ka qenë e paqartësia që diçka që merremi vesh nuk ka ardhur në kuvend dhe pastaj u bën një qartësim i kësaj situate dhe normalisht në negociatat që u zhvilluan brenda kuvendit e vlerësuam si të arsyeshme se duhet japim shans që Komisioni Evropian ta vlerëson si pozitive dhe të shpresojmë në rekomandimin për hapjen e negociatave. Zakonot za lična karta. Sa i takon ligjit për letërnjoftime, ajo është dërguar në procedurë në kuvend më shumë se 2 muaj dhe është dërguar nga qeverisja e cila udhëheqet nga LSDM që i ka brenda edhe BDI, Alternativën, PDSH dhe partitë e tjera. Dhe kur është dorëzuar si ligj, nuk e ka parashikuar atë ndryshim të grafës etnike që ne u morëm vesh në ndryshimet kushtetuese. Dhe ne detyruam që deputetët e LSDM-s, bashkërisht me deputetët tonë, të vendosin një propozim amandament i cili do të rregullon grafën etnike. Për fat të keq, në fillim në kuvend nuk është dërguar kjo me procedurë të përshpejtuar dhe shkaku i kësaj nuk u arrit që të bëhet në një farë forme i përmbyllur ligji, pasi që është në leximin e parë, po me njëherë bazë zgjedhjeve në përbërjen e re
do diskutohet jo ligji I verzionit të parë që e dërgoi qeveria, po do diskutohet ligji me grafën etnike që është pranë. Имате став околу евентуално влегување во таа предизборна коалиција, ако се уште зборуваме многу хипотетички на ДПА? Зборувам за СДСМ, БЕСА и ДПА. Kështu do më thonë, ne nuk kemi një ofertë për të folur për situata hipotetike. Momentin kur ne do kemi ofertë, normalisht oferta duhet të argumentohet në bazë të analizave. Më falni. Dhe unë vlerësoj se në këtë fazë nuk mund të prononcohemi në asnjë farloj teme e cila është hipotetike që mund edhe mos ndodh. Nëse ndodh diçka e tillë, me siguri BESA është dëshmuar deri tani se në formë permanente ka qenë shumë transparente në karshi publikut dhe gjitha çështjet tona ne nuk e kemi mbajtur sekrete dhe të mbyllura, po I kemi shfaqur për publikun që në bazë të perceptimit të gjitha veprimeve I kemi marrë edhe vendimet në kuadër të partisë. Ако треба да проценувате во овој момент на што би му дале предност, на самостоен настап на избори или на коалицијски настап на избори? Në këtë moment dhe në këtë fazë ne jemi të përgatitur për daljen në zgjedhje vetë. Dhe kjo e dëshmon më së miri dalja jonë në 10 ditët e fundit ku në 4 grupe po vizitojmë gjithë në ndegët të cilat I kemi në kuadër të strukturave. Në një natë zhvillohen prej 5 deri në 7 takime në vende të ndryshme në tajmingun e njëjtë. Dhe kjo është një dëshmi e fortë se Lëvizja BESA ka kapacitetin e saj për të garuar edhe e vetme në zgjedhje dhe për të korrur një sukses. Dhe nëse dikush e kërkon Lëvizjen BESA në koalicion, kjo nuk është për t'i bërë shërbim Lëvizjes BESA, po me siguri, duke patur peshën e Lëvizjes BESA në teren dhe aty ku kemi strukturat tona të përfshira, besoj që kjo është ajo vendimtare për të kërkuar Lëvizjen BESA. Ju nëse e shihni, Lëvizja BESA gjithkohës se ka vendosur kapacitetin e vet infrastrukturor të partisë në shërbim të interesit të qytetarëve. Dhe gjithçka që do jetë në shërbim të interesit të qytetarëve dhe që do përmirësoj gjendjen ekonomike, statusin politik të shqiptarëve dhe gjithë bashkësive të tjera etnike, por edhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, është në frymën e asaj që Lëvizja BESA rrugton. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Faleminderit për ftesën. Останете со нас по паузата е саботажата. Здодевните форуми на кои се нешто се анализира и се толкува ништо не се погодува, за да добијат некаков формат на издржана дебата, низ која ќе се профилира проценка на актуелниот миг и ги се даде сугестија за воиднина. Може би навистина треба да прераснат во гатачки шоу, со оглед дека соговорниците навестуваат дека поседуваат капацитет дури и за прорекнување на судбината. На Кравчи ја гледате? Честитам на тоа. Епа, Но тоа го знаат сите, не треба да ми честитат. Во сличен манир се однесуваат и оние што изгубиле таа способност, па по секоја цена сакаат пак да станат видовити. Во таква ситуација ја губат мерата, па не успеваат дури ниту да ја воочат разликата меѓу 1 тон и 1 килограм. Таквите обиди, не само солистички, туку и како ансамбл, со сигурност ќе ги има и повторно. Оти тоа е темпото, ритамот кој се диктира. Јас би рекол дека, еве ќе се изразам малце како музички би рекол, диригентот диригира како оркестарот ќе свири. Другиот оркестар пак се ги фати нотите кои никако да ги отсвири. И наместо да продолжи се обидите да фати некоја хармонија, тој се враќа на истата, веќе чуена музика. Се прави парада, од која дури и на војниците кои се повикани да чекорат им е преку глава, ако воопшто знаат зошто и кон каде газат строев чекор. Сивало мама да свеживо. И зашто ќе марширате денес? Знаете ли зашто дојдете? Појма си нема. Велат за чекорите за правда. Чекориме за да видиме што има ново старо. Ново старо има што да се види, нови се спотовите, стара е реториката, нови се лицата, стара е манипулацијата. Ново е името, ама стара е хипокризијата. Никогаш северно, само Македонија. Еве текст Емил Димитриев од ВМРО ДПМН. Северна Македонија. Никогаш северно, само Македонија. Еве писмо Владимир Ѓорчев. Северна Македонија. Никогаш северно, само Македонија.
Еве Христијан Мицковски, учесник на Конгресот на ИПП, Северна Македонија. Никогаш северно, само Македонија, обновата баја. Политичката цена секогаш стигнува за наплата, ама не за оние кои немаат што да изгубат. Па ниту прашања ставаат преспана бараба, ни самите одговараат дека за нив не е скапо. Тоа што за сите останати представува богатство. Таа цена е патот на Македонија во Европската унија. И тоа во принцип, ако мене ме прашате, и не е голема цена. И на крајот, кога не се знае колку трае, уште помалку, колку чини една телевизиска секунда. Општество кое што ќе Сега ќе се врати господин Јовановски. Почекајте, го почекаме малце. Времето за чекање истече, а со него и на оваа саботажа. Толку за вечерва, благодарам што бевте со 360 степени. Се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.